Денес православната црква ги празнува преподобниот Пимен Велики, преподобниот Пимен Палестински и свештеномаченикот Кукша и Пимен Постник. Преподобниот Пимен Велики. Родом е египќанец и голем египетски подвижник. Како момче ги посетувал познатите духовници и од нив собирал опитно знаење како пчелата мед од цвеќето. Еднаш Пимен го замолил старецот Павле да го одведе кај светиот Пајси. Кога го видел Пајси, му рекол на Павлета: "Ова дете ќе спаси многумина, со него е Божјата рака." По некое време Пимен се замонашил и привлекол кон монаштво уште двајца своји браќа. Еднаш дошла мајката да ги види своите синови, но Пимен не ја пуштил внатре, туку преку врата ја прашал: "Дали повеќе сакаш да не видиш тука или онаму во вечноста?" Мајката се оддалечила со радост зборувајќи: "Кога сигурно ќе ве видам таму, тогаш не сакам да ве видам тука." Во манастирот на овие тројца браќа, со кои управувал најстариот брат, Ава Унуби, типикот бил ваков: ноќе 4 часа поминувале во ракотворба, 4 часа во спиење и 4 часа во псалмопеење. Дење од утро до пладне поминувале наизменично во работа и во молитва. Од пладне до вечерната служба во читање, а попладне си готвеле вечера. Единствен оброк во 24 часа, и тоа обично од некое зеле. За нивниот живот самиот Пимен зборувал: "Ние јадевме тоа што ќе ни се предложеше. Никој никогаш не рече: дај ми мене нешто друго или јас тоа не го сакам." На тој начин ние го поминавме целиот живот во безмолвие и во мир. Се подвизувал во 5-тиот век и се упокоил мирно во длабока старост. Поуки од светите отци. Никогаш не сум видел никој да се поправи преку гнев, туку секогаш преку љубов. Тогаш тој е спремен дури и на жртва. Значи така треба да постапуваш. Земи се себе си за пример, како се смируваш со викање или со љубов. Свети Јосиф и Сихаст. Преподобниот Пимен Палестински се подвизувал во Рува, палестинската пустина во времето на царот Маврики. Во младите години бил овчар. Еднаш неговите кучиња нападнале некој човек и го растргнале, а тој од несериозност не го одбранил човекот. Поради тоа му било откриено дека и тој на крајот ќе погине од зверови. Така и се случило. Бил изеден од зверови и му ја предал душата своја на Господа. Поуки од светите отци. Човекот од радост може да направи се што ќе посака, а кога одвнатре е напнат, ништо. Смирението може да го покори целиот свет. Свети Серафим Саровски. Маченикот Кукша и Пимен Постник. Двајцата биле монаси на Печерскиот манастир. Кукша со успех им го проповедал Евангелието на вјатчаните и ги крштевал. Еден ден го нападнале незнабожците и го убиле заедно со неговиот ученик. Во тој час Пимен Постникот стоел на служба во Печерскиот манастир.
па провидувајќи ја со духот смртта на својот ученик и другар Кукша, извикнал: братот наш Кукша денес е убиен за Евангелието. И велејќи го ова, и самиот издивнал во 1113 година. Поуки од светите отци. Доколку не си радосен, што и да сториш, дури и твоето покаяние и твојата љубов нема да бидат вистинити. Старец Емилијан Симонопетриски. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите отци. Човекот најмногу страда од мислите што не му се потребни. Старец Тадеј. Te